Добро вечер, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Закани со политичка криза ако се чепне законот за јазици. Загриженоста околу ова многу сензитивно прашање е во највисоко ниво. Историјата не е само спомен, туку е и лекција. 82 години сеќавање на Холокаустот на македонските евреи. Наша должност е да се спротиставиме на заборавот. Да образуваме, да раскажуваме, да ја чуваме вистината. Гаранција од 600.000 евра била доволна апелација да му го укине притворот на наркобос, кој еднаш веќе бил бегалец од правдата. Купиле гробно место, добиле локација налик на депонија. Скопско семејство шокирано од гледката. Бичи повеќе на депонија Дрисла, околу гробна парцела. Вучич предупредува. Опозицијата подготвува големи насилства во сабота. Сви кои у томе буду учествували биќе похапшени. Како се доближува датумот за седницата за одржување на законот за јазиците, се нижат заканите од ДУИ. Ке има политичка криза, а локалните избори се доведени во прашање, ако се чепне во законот за јазици. Порачува пратеникот Блерин Беџети и наспроти поддршката на американската амбасадорка Агелер до уставните судии да не подлегнуваат на какви било притисоци. За ова повеќе од прилогот на Ивана Стојановска. Нови пораки и закани од интегративците. Не може да има стабилност во државата доколку се чепне законот за јазиците, порачува организацијскиот секретар на ДУИ пратеник Блерин Беџети. Прашан дали се можни немири, не одговори конкретно, но иако тврди дека ДУИ не подготвувале бојкот на локалните избори, сепак најавува дека одлуката на уставен за законот за јазиците ќе предизвикала политичка криза, во која изборниот процес нема да можел да се одржи. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, Беџети вели дека надминување на состојбата гледа во предвремени парламентарни избори и повлекување на иницијативата за законот за употреба на јазиците. Секако ќе дојде до политичка криза ако се чепне во законот за јазиците. Загриженоста околу ова многу сензитивно прашање е во највисоко ниво и нормално ние сме избрани од албанците и граѓаните и свесни сме која ќе биде реакцијата. Токму и затоа е кажано тој став дека тешко дека ќе има и локални избори, имајќи предвид дека се нарушува етничката стабилност и така. И да очекувате тие што го имаат легитимитетот да ускратат права на втората етничка заедница. Мислам дека тоа е јасно кон што води. Ваквите пораки упатени од интегративците според СДСМ не одат во прилог на граѓаните и сметаат дека ДУИ треба да престане со ваквата реторика, а Уставниот суд да работи без политички притисоци. ДУИ треба да престане со етничките теми и треба да престане со реториката за предизвикување на кризи во јавноста. Тоа не ни оди во прилог никому. Уставниот суд треба да си биде независна институција која што треба да си ги носи одлуките независно, без никакви политички влијанија. Закани за длабока политичка криза и можен бојкот на изборите, доколку уставен го укине законот за јазиците, изминатите денови упатија и Ахмети и Османи. А нив премиерот Мицкоски пред некој ден ги оцени како директно мешање во правосудниот систем. Порача дека предизвикале разочараност кај меѓународната заедница. Дел од нив рекоа дека и лично разговарале со представници од Демократската унија за интеграција и дека ова кај нив предизвикало многу негативни емоции и големо разочарување, бидејќи еден од основните постулати во демократијата е немешање во правниот поредок на една суверена демократска држава. Пред 2 дена и токму во пресрет на седницата на уставен за законот за јазиците, судот го посети американската амбасадорка Агелер, која им порачала на уставните судии да оддолеат на било какви политички влијанија и притисоци и кога ќе влезат на седниците да бидат само судии, а останатите улоги да ги остават настрана. Подготвителната седница за законот за јазиците уставен ќе одржи на 20 март, ќе се пренесува во живо и на неа ќе присуствуваат 15 експерти, меѓу кои представник од Венецијанската комисија.
Еврејската заедница во Македонија и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија оваа година одбележуваат 82 години сеќавање на Холокаустот на македонските евреи. Во Музеот на Холокаустот во Скопје попладнево се одржа симпозиум и панел разговори на тема 80 години по војната, чувајќи ги спомените, градиме иднина. На настанот се обрати премиерот Христијан Мицкоски, кој порача дека историјата не е само спомен, туку и лекција. Наша обврска е да ја чуваме вистината и да се спротивставиме на заборавот, рекоа говорниците на симпозиумот. Нашата обврска е да останеме будни. Во оваа борба никој не sme да остане равнодушен. Како што рекол преживеаниот од Холокаустот и добитник на Нобеловата награда за мир, Ели Визел. Заборавот не значи само негирање на минатото. Тоа е закана за еднината. Да се заборави, значи да се убие два пати. Наша должност е да се спротивставиме на заборавот. Да образуваме, да раскажуваме, да ја чуваме вистината. Да го заштитиме светот од повторување на истите грешки. Ние како земја сме пример на соживот и толеранција. Македонија е земја што се гордее со својата традиција на соживот. Еврејската заедница е нераскинлив дел од ова општество. We really cannot fight anti-Semitism unless we understand it. And therefore, in this case, a definition is so important because it comes at us from all parts of the political spectrum and in very different forms. We need to be alert if we're going to be able to push back. Секоја омраза и најмала на крај доведува до злочин, до неправда, до искоренување на другиот, уништување на тој што не е истомислен. Затоа 80 години помина од војната, може би нацизмот е покорен, но нацистичките идеи обстојуваат. Се помалку свадби, се повеќе разводи. За 24% зголемен бројот на раскинати бракови. Купиле гробно место, а добиле локација налик на депонија. Семејство од Скопје е шокирано од тоа каде требало да го погребаат својот близок роднина, наместо како што велат достоинствено да се збогуваат со него. Ова е последна во низата репортажи и уреднички коментари на Александар Видиновски за неуредениот и валкан простор. Во повеќе наврати веќе констатиравме дека Македонија изминативе години стана препознатлива по валканите градови и огромниот број диви депонии. Каква е сликата за државата, очигледно веќе никој посебно не го засега. За жал, дел од граѓаните на Скопје се шокирани поради тоа што освен што живеат во валкан град, своите најблиски мора да ги погребаат буквално во депонија. Колку и да звучи неверојатно, тоа за жал сепак се случува. Еве сликата. Ова е патот до градските гробишта Бутел. Од страните неброени купови со ѓубре му пркосат на здравиот разум. Вака е со години и внатре состојбата е очена. Некои граѓани покрај сите давачки мора да ги посетуваат вечните почивалишта на своите сакани, движејќи се низ отпадоци и неуреден простор. На некои места тука достоинството едноставно не постои. Вака изгледаат дел од новите гробни места кои им се продаваат на граѓаните. Личи како да се наоѓаат во вистинска депонија. Сведоци кои сакаат да останат анонимни пред нашата камера раскажуваа за трумата, која ни во сон не помислиле дека може некој да им ја приреди. Семејство од Скопје купило гробно место да погребаат свој близок. Откако гробарите го ископале гробот на денот на погребот, следува шок. Тука морале да го погребаат нивниот татко, дедо, вујко, пријател. Оно што го видов таму беше страшно. Прво шок, тоа не беше ископан гроб, тоа беше ископана дупка на некој ѓубриште. Тако прв печаток. И не би се веруваше тоа што гледам, тоа беа кеси, харти, шишиња штрчаја од страниците на ископаното гробно место, тоа би го прашувам што е ова. Тој ми вели еден гробарите тоа што го гледате. Гробарите за да го маскираат ѓубрето добиле идеја. За да колку толку го доведе гробот во некое попристоен изглед, влегол внатре и ги палел кесите и шишињата човекот. И имаше видливи траги од црвенила од изгореници на лицето.
Траумата од загубата е голема, но бесот од тоа што им се случи на Бутел е уште поголем. Тоа што човекот е погребан буквално во смет, на семејството не му дава мир. Жално е, трагично е да живееме со таа мисла дека нашите најблиски ги лежат тамо негде на нешто што личи повеќе на депонија Дрисла отколку на гробна парцела. Дјаволот ја однел шегата. Додека се занимаваме со глобални теми и прашања, државата ни е претворена во буниште. Поради ова Македонија веќе служи за подсмев, држава која не може ни да се исчисти самата себе, а гордо тврди дека е цивилизација стара над 2000 години. Што треба уште да се случи за да почнеме самите себе да се почитуваме? Канал 5 во наредниот период ќе продолжи оваа тема со серијал репортажи во кои ќе бидат опфатени сите засегнати страни, вклучително и Ада Бутел. Гаранцијата од 600.000 евра во имот била пресудна апелација да му го укине притворот на првоосомничениот водач на наркогрупа и да го замени со мерки на предпазливост, велат од апелација за Канал 5. Вчера обвинителството алармираше дека се работи за лице кое за време на предистрагата веќе побегнало од државава, а потоа било фатено и екстрадирано. Дејан Трајковски има повеќе. Првоосомничениот водач на криминалната банда од Струшко-Охридскиот регион за трговија со дрога и оружје гарантирал со 600.000 евра во недвижен имот дека нема повторно да избега. Од апелација која му го укина притворот и му определи мерки на предпазливост наспроти очекувањата на обвинителството, за Канал 5 велат дека во оваа фаза од постапката обвинетиот ниту може да влијае врз сведоци, ниту да уништува докази, па според закон може да биде на слобода откако имотот ќе се впише во катастарот. Обвинетиот поднел барање за прекинување на притворот со гаранција од недвижен имот во вредност од над 600.000 евра и кога истиот ќе се впише во катастарот, тој ќе биде пуштен на слобода. По закон гаранција не може да се даде ако обвинетиот може да влијае врз сведоци и да уништува докази. За точката од законот каде постои опасност од бегство и повторување на делото, може да се прифати гаранција. Велат од апелација за Канал 5. За ваквата одлука алармираше обвинителството, откаде посочија дека немаат право на жалба на одлуки на апелационен суд, но во соопштението истакнаа дека надлежниот јавен обвинител континуирано се противел поднос на замена на мерката притвор. Апелациониот суд Скопје, постапувајќи по жалба за предходното продолжување, ја прифатил гаранцијата и го пуштил на слобода, без притоа да ги земе предвид околностите дека обвинетиот е прво обвинет во предметот, дека истиот беше во бегство и е екстрадиран од друга држава со купена карта во еден правец и дека предметот е во судска постапка која е скоро пред завршни зборови. Стои во соопштението на ОЈО-ГОК. Обвинетиот предводел повеќе члена криминална банда од Охридско-Струшкиот регион која долго време неовластено набавувала и продавала дрога и оружје. Во апсењата на полицијата во 2023 година успеал да избега, пошто по него била распишана меѓународна потерница. Подоцна бил фатен на аеродромот во Тирана, пошто е и екстрадиран и постапката против него продолжила. Инаку, лани во август од домашен притвор избега поранешниот припадник на ОВК Блерим Рамадани, за кого Србија бараше екстрадиција. Тогаш јавноста и политичките партии одговорноста ја насочија кон судијата кој го определил домашниот притвор, а Белград од Скопје бараше објаснување. 30-дневен притвор за скопјанецот кој брутално претепа мајка и 2 деца кои со тешки повреди се уште се лекуваат на клинички. Случајот повторно го отвори горливото прашање за сузбивањето на проблемот со децата питачи и нивната злоупотреба. Маја Стојановска за ова. 24-годишниот насилник, кој за да му ги даваат парите кои ги проселе ги претепа неговата вонбрачна партнерка и незините 2 малолетни деца, доби 30-дневен притвор, откако судот го прифати предлогот на обвинителството. Според деталите од ОЈО, осомничениот во повеќе наврати во семејниот дом ги малтретирал и ги тепал со тупаници, клоци и тврд предмет, што резултирало со сериозни повреди, поради кои жената и незините деца откако ги сврлил од автомобил на улица, беа хоспитализирани на скопските клиники. Тој континуирано физички ја напаѓал жената, на која и нанел повеќе скршеници и други повреди. Кај помалото дете со тепање предизвикал хематом на црниот дроб, контузии со хематоракс на белодробното десно крило, лузни на лицето и отсуство на заби во устата, додека кај постарото предизвиканите тешки телесни повреди се животозагрозувачки скршеници на коски на череп.
соопштија од обвинителството. Двете деца се уште се наоѓаат на клиниките за детска хирургија и неврохирургија и се во стабилна состојба, информираат за Канал 5 од клиничкиот центар Мајка Тереза. Оттаму нагласија дека за нив немале соодветна документација, како целосни лични податоци и матичен број. Според активистката за човекови права Љати Фешиковска, изнудата на деца да питачат од нивните родители или други лица е сериозен проблем, кој поради недоволната институционална грижа се провлекува години наназад, а реакциите се најчесто задоцнети и привремени. Центрите за социјална работа, министерствата надлежни за заштита на децата, мора веднаш да реагираат, да понудат механизми и алатки за решавање на овој проблем. Затоа што проблемот е долги години, не можеме ние од денес до утре да го решиме. Потребен е поинаков пристап каде што ќе се работи со тие семејства, каде што ќе се таргетираат децата, особено оние ризични семејства, каде што се многудетни, па сиромаштијата, немаштијата, проблемите во семејството си го прават своето и токму затоа децата кои најмалку се виновни за сето она што им се случува, се жртви на вакви настани. Според истражување на Сдруженијето Градиме иднина спроведено во 2022 година, околу 4000 деца се без покрив над глава, илјадници питачат низ градските улици, 18700 не одат на училиште, а над 1500 деца не се евидентирани со матични броеви. Се помалку свадби, се повеќе разводи. За дури 24% пораснал бројот на разводи во последниот квартал лани, во споредба со истиот период во 2023 година. Како главна причина за тоа се сметаат избрзаното стапување во брак и финансиите. Толеранцијата и меѓусебното разбирање се помали, а разводите се почест излез од проблемите. Секоја година се распаѓаат се повеќе семејства, а само лани во последните 3 месеци имало над 600 разводи, што е за 24% повеќе од 2023 година во истиот период. Според анализите, најчести причини за пукање на браковите и избрзаното стапување во истите, потоа социјоекономскиот статус, недостатокот на комуникација, како и мешање во односите на поширокиот круг од семејството. Психолозите велат, денеска паровите имаат проблеми да си ја пронајдат улогата во семејството, а за тоа им треба помош и соодветна едукација. Мислам дека треба малце повеќе да се потрудиме самата идеја да родиме деца, да влеземе во брак, да се соочиме со сите предизвици што ги носат тие наши решенија и да не живееме со тоа како последица, него како нешто што може и да го обогати нашиот живот. Мислам дека треба целото општество да поведе многу повеќе сметка, нели, да биде тоа алармантно и да се потрудиме сите да се ангажираме и да се вклопиме во тоа да реагираме на оваа ситуација. Според анализите, најголем дел од браковите доаѓаат во критична точка и се распаѓаат на 35 и 39 годишна возраст, односно меѓу 5-та и 9-та година од заедничкиот живот, кога во повеќето домови веќе семејството е проширено и со деца, кои психолозите велат го извлекуваат најдебелиот крај. Разводните процеси од делувањето од родителите се за нив траума, што носи опасност за развојот на детето, вели Јовановска. Јас не сум видела многу среќни разведени луѓе. Самиот процес на развод, тоа е една траума која трае и трае неколку години, дури и после разводот. Па децата се травматизирани. Паралелно со разводите, алармантен е и бројот на ново склучени бракови кои се намалува. Во 2023 година биле склучени околу 12.700 бракови, односно за речиси 2% помалку од годината претходно. Од СДСМ денеска побараа владата да го објави договорот со албанската компанија Ѓока за како што велат скандалот со паркингот да биде расчистен. Додека Таравари и Мицкоски се обидуваат да се извадат, фактите говорат јасно. Некој првично прифатил државата да се откаже од 99% од профитот, оставајќи го профитот на фирмата. Некој прифатил и цената на паркингот за пациентите да биде покачена на 50 денари, што Таравари јавно го соопшти. Како и фактот да биде отстапен на 20 години користење, со што владата ја врзува државата во долгогодишна штетна сделка.
Реакција на ВМРО ДПМН. Владата не може да го објави договорот од едноставна причина, бидејќи договорот за паркингот на клинички не постои. СДС свесно ја манипулира јавноста околу паркингот кај клинички, иако знае дека нема никаков договор. СДС продолжува со манипулација врз граѓаните и треба јавно да се извини, се вели во реакцијата. Негативната селекција и позитивната дискриминација се два главни проблема што треба да се справи македонското општество. Беше една од пораките искажани на трибината на ВМРО ДПМН на тема жените во домашната и меѓународната политика. Погледнете овие 20 години колкава инфлација на незаслужени купени академски дипломи имаме. Погледнете го и направете, еве некој да се обиде да направи статистика во државната и во јавната администрација колку од овие дипломи се внатре во практично административниот организам и дури и раководни места земаат и така натаму. И сето тоа влијае на паѓањето и на ентузијазмот, но и на разбирањето што значи самата диплома. На меѓународниот аеродром Скопје денеска се одржа симулацијска вежба за вонредни состојби, чиј фокус беше справување со заложничка криза. Здравко Димитров и снимателот Сашо Тринчев ја пренесуваат атмосферата. Терористите совладани, заложникот спасен. Симулацијската вежба на безбедносните служби на меѓународниот аеродром Скопје и Министерството за внатрешни работи помина успешно. Ангажирани беа и тимот на специјалната единица Тигар, хеликоптерската единица при Арама, тимот за противпожарна единица и екипа од брзата помош. Настан од исклучително значење за безбедноста на аеродромот и на патниците. Со оваа вежба демонстрираме подготвеност, координација и професионализам во справувањето со потенцијалните закани. На вежбата присуствуваше и директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, кој упати благодарност до екипите кои се вклучија во вежбата за да покажат со какви проблеми се спремни да се справат безбедносните службеници доколку е потребно. До сега можам слободно да кажам дека вежбата тече исклучително на едно професионално ниво, брзината на реакција е соодветна. Сакам да нагласам дека ова е дел од сетот на симулацијски вежби кои што ги имаме во различни области, каде што ние како полиција секаде кај што сме дел засегнати даваме максимална поддршка. Јанев информира и дека досега со заложничка криза од ваква природа се немаат соочено, туку дека службите се соочувале само со помали локални инциденти од сличен тип. Ке се видиме во вечерните вести, имајте убава вечер.